Dobar dan, pozdrav od restorana Ekskluziv. Продължujemo с нашу емисiju за Куманово. Еве, поради овој корону кризу, направиме малку паузу, меѓутоа продолжуваме с пуно темпо и надамо се дека оваа емисија ќе трае, дека оваа корона еден пат за сваки пат ќе заврши. Данас имаме многу интересантного госта, познат кумановец Томислав Стошич. Томислав, здраво живо, како си? Добар дан, боле наше и све најболе. Како го протера ти овој корона? Ништо тоа. Како може да го протераш затворен нон-стоп дома, двор, соба, двор, телевизор. Тоа е тоа. Дома седејќи? Дома седејќи, нешто поработиш у двор и така. Да се надаме дека овој ќе заврши више еден пат. Па ја мислам дека ќе пројде. И мислам дека и прошло. Дај Боже више да не се врати никад, да се надаме. Па мислам дека не би требало. Не би требало. Сега кога да почнеме за почеток на оваа емисија, ја ќе кажу дека ви сте универзална личност. У ваш живот сте биле и спортиста, и шофер, и голубар. Нема што не сте работале у вашу кариеру, ali да ни кажеш, еве ти у кој дел на град на Куманово си роден? Јас сум роден у село Лопат, а дошле сме у 52 годину у град Куманово до Тутунски комбинат Монопол. Или толи Зорумиш школа. Добро. Туј смо, ја, брат ми, татко ми, мајка ми и сестра. Туј смо родени како деца. И како беше детство, да ни кажеш? Па детство како детство, јас сам бил малку по-жив, пргав, па право да ти кажем, малку сам се рачкаја с деца и едно и друго. Тоа е тоа. Значи, кумановски казано, ти си бие тепач. Па не сам многу бија, али... Добро, татко и мајка се биле скромни, или? Па татко ми бија теренец, скроман, граѓански послови бија, мајка ми домаќица, она не нас гледала и чувала мене, брата ми и сестра. Да. Он не работае, мучие се за вас, исто и мајка ви да ви чува. Па тоа е татко ми, ностоп бија по терен. Овдете само Куманово работае едну годину, те се правеше пруга Белјаковс. А иначе он не се работае у бързка фирма, тунелоградња, електро... И ише после се по странство. Нигерија, Замбија, Либија, Перу. Како теренат човек да печали, да направимо куќу, да оно да е. И у тоа време живеало се скромно, што имало да се еде, ќе се еде? Па ми деца како деца не смо гледале многу што ти едемо и како ти едемо, не смо бирале како себе. Што ти даде, то едеш. Да. И задоволни. Јас сум задоволен. Ја мислам и брат ми и сестра ми дека сме задоволни од наш живот како деца. Да, така имало и друг начин на живот, имало е мир, имало е почит према родителја. Знало се е ред, мора се слуша и тоа е тако е било. Па види сега да може да кажа за сестра има економски поклоп те да завршувам. Брат ми има див. Едино ја немам и затоа сум попргав бија. По не сам ишao у школу, не ми се учило. Рукоме сам гледае, фудбал и тие работи. Да, такво време било. Такво време беше и не може пасти да успеемо и да бидемо факултетски образовани. Да. Ево да ни кажеш твои другари од детство кои се ти биле први, с кои се дружија? Од другари први, како деца од пето оделење намо, детиња, тој не ги речено другари, али нон-стоп од пето намо, Бранко Крстевски Диско, Стојан Стефановски Тана, тие смо биле до осмо. После осмо, с нас се доше Столе Стефановски звани Боба, Војчо Насковски и еве сега ќе ја споменам Новко Дугачек. Тоа се биле први другари? Тоа се ми први другари биле. Играли сте се сви игри кои се биле у тоа време? Тоа време по игранке, по корзо, по девојки и така е било. Како деца играли сте крива магарица, кисело млеко? Од ледено за ледено, како ви што кажавте, кисело млеко, джилик, соде. Виделе смо ние зад Зиндија, што се вика с парку на педу мерење. Играли сте соде на колачи, на
Сода, играли smo na sode, na ćar za sodu. Ako ko ima sode poviše, ko izgubi, izgubi. Da. Posle smo dali što vikate vi i na kolači u reklamu dođe smo, kolači smo jeli, tu je malo reklamu. U reklamu čuveni kolači su bile pasta, ekleri, indijanki. Što ste jeli vi najviše? Mi smo najviše jeli tulumbu i sukljaš. Pravo da ti kažu, tulumbu kad je ustaje smo u tanjirče sa šerbet, to nije bilo poslatica. Za merak? Da. Dobro, čuveni su bili tije kolači jedini bubovi u Kumanovu. Pa i malo je, da kažemo, tada i boza imaše. Sad nema boza, slaba je više boza, a to je vreme boza da piješ. Šmek je bio golem. Сега ovdje prikazujemo sliku od osnovnu školu. Ovo je sad tvoja prva generacija. Ovo sam ja, to je glumačka sekcija bila. Ovo sam ja, Nada Črstevska, Slavica Ilijevska, Penka i Ceca. С некои до danas kontaktiraš i s nekoj? С Наду се неколко пut sam se video, a sa ovие други не. Da. Dobro, to je ubavo uspomen, ете, vidiš od školu. Spomen koji ne se zabraja. Ovo je to što ga zborimo pred malko, taj čuvena igra. Da, to je slikano na spomenik. Ja sam tako postara, gore Pido Pirotjanac, Tošić Miodrag. Pido Pirotjanac je bio dobar fudbaler. Dobar fudbaler i dobar mi smo bratučedi. Ali голем навиjač na Zvezdu. On i ja smo za Zvezdu, zato ja nema rođenog brata, pošto je on partizanovac. Čega tebi, malo li je rivalstvo Partizan Zvezda mnogo? Među djeca na... Kako ne malo, kad će u toli Zordumis nemaše asfalt i delište i te će se odenimo od Zvezda Partizana idemo na sok. A to je vreme gdje imaš onija od mali sokčinja, bišnjaka i sije. Da, ti je čuveni sokovi na zik. Na zik. Najbolji sokčinja. Najbolji sokčinja. Ko izgubi, ti je 5-6 duše, da ono vi je drugi 5-6 duše. Evo da gi spomenemo tvoj učitelj ili učiteljka u osnovnu školu, profesori, pošto oni su vi učili da budete pred sve dobri ljudi i domaćini. Nekako zborave ne kaže za tvoju učiteljku? Ja sam, sad ne može se sjeti prezima, a ime je Simka. Mnogo dobar učiteljka je bila, pedagog na svoje mesto. I da te vaspita, i da te nauči, i da ti objasni sve. A posle od 5. do 6. odeljenje mi je bija moj Francus. Po francuski klas. U to vreme stanao taj temu obe što se zbori da danas kao profesori i učitelji su bili mnogo strogi, ali moralo da ima red. Pa i trebali su da bide strogi, zato je mi deca kako deca mnogo ne smo slušali. I oni zato su, ali sve je okej bilo. Kako profesori sve dobro, nekad ti ostube za kosu, natam nam, ali to je sve... U školu je malo red, znalo se. Znalo se koji kude sedi, koji kude ide, koji što rabota. Sad ovaj slika je mnogo interesantna, ne kažete kude je ovaj? Ova je slika, evo Matejče, na letovnje smo bili. Tu je Kole, Tarzan Vođa Šodovitov, Mićo, ja i Dac jedan. Se Kole Vođa misli da je u stranstvo. On je u Kanadu, ja mislim. Da, tamo živi. Tamo je. On je bi košarkar, dobar. On košarkar beše. Ova je slika, mi smo drugari tu je. To je prvo vamo Stole, što da vidim Boba, pa ženske, to je i ja. To smo od školu ili od malu bili tijesno. Dobro, to misle da ne kažeš ti, evo, puno puti pravimo već sa ovije moji gosti, pravimo nekoj komparaciji. Kako je bilo drugarstvo u to vaše vreme? Pa da ti kažeš, u to vreme drugari smo bili mnogo jaki drugari. Nerazdvojni drugari, pa jedan bez druga ne smo mogli da zamislimo da iskočimo, ili kad iskočimo. U to vreme ne smo imali svi pare. I sad 5 duše. Što beremo pare svi, na jedno radademo da ide sa devojku u Hristal, da se počasti. Tako je bilo. Drugi dan, pa drug ide. Pa sobiramo mi. I tako je bilo. Poštovanje je malo golemo. Golemo poštovanje i golemo drugarstvo. Za razliku od danaska koje sve se gleda kroz pare.
Sad ima pare deca, ali ne zna da se druži. Da, nema ga to drugarstvo. Nema to drugarstvo. Nema i džanke, nema, jedino sad će otide u kafić. Zaglaje se u kafić i to je moje. Kafić, doma cel dan spije, navečer u kafić. Aj kaži neko zbora za Korzo kako je bilo. Mnogo interesantni работи se dešavali na Korzo. Mnogo ljubavni vrske, udvaranja jedno od drugo. Pa Korzo je bilo, sad ću ti kažu, od biblioteku gore, kafana Zebarnjak, do poštu dole, u 2 reda. I sada, koji šeta, koji pitira, da kažemo, devojku zastane stranu i gledamo koja devojčica, koja je. I kad baciš se po njuma i ideš i mu prebacuješ, te udvara se patiš i udvaramo se. Ali ima jedan muhabet, evo već što kaže poster i vika, da nekoga drugara mu se zasviđa devojka i on neodlučan, ne zna kako da pride, povije ga teši, vika, ajde be, pođi, oslobodi se, ajde. On nikako i posle mesec, dva, on se reši i dobije korpu. Da, ona ga čeka, ona ga prvo čeka da otide, on nema hrabrost da otide. I ona posle se hvati drugog. I on otidemo, ne zna da je ona hvatila drugog i ona dobije korpu. U to vreme vika, mora da, što vika Kumanovac, da ideš na prvu, nema čekanja. Ako čekaš, izgubije se. Odmah ideš na prvu, to vidimo, na prvu topku i to je ti je. Da. Evo ova je ova slika. To je brat mi. Krune. Da. Gdje se slika ne ovo? Ovo je na spomenik gore. Čega da ne kažeš malo za spomenik. Ljudi, vaše generacije, vi postali su mnogo išli na spomenik. Ovo mjesto je bilo. Pa, svi smo mi, naše generacije, već smo šetali na spomenik. Poslabo smo išli na Kiselovu dole, u banju. Pošto mi, taj deo naš, od Monopol, što se vika, do Kristala ovamo, do Nebožina ulica što drži. Išli smo sve većinom na spomenik. Ovi su, Karap Mala i ovi, oni su išli dole na Kiselovu. Pa evo, kad smo već kod Male, Kumano je bilo prepoznatljivo po mnogo male. Karap Mala, Sokolanska Mala, Tvoja Mala. Monopolska Mala naša se Pirotska Mala. Pirotska Mala. I malo je, kako da kažu, na prevlački duh među male. Da, konkurencija koji še devojčice patimo, pa koje po oblečen će bide, koje je doteran, vidite koje je bilo. Pa jedno vreme je Monopol i malo od Korzo od Monopol do bolnicu. Pa su dođali od Kumano i od Karap Malu i od Sokolansku Malu većari po naše devojke. Da. Koje ne uspeje u centar ide gore da traži. Da. Ili od školu, da kažem, oni su u srednju školu, u gimnaziju, ne smije da iskoči majka i tako negdje puštav, tu išćata kude Monopol i oni većari dalje po njima. Pa imalo je serenade toga, vika, serenade su bile. Pa serenade, ideš pod prozor, poješ muziku, povedeš zavisi kako poješ po zemlju, roditelji njini pa niz banja su se zbutao voda. Ali vika, kad ideš na serenadu, vika, mora da budeš predpazljiv i spreman na sve. Može tatko i majka da te izbanja, može da te napudi. Mora to sve da ga napraviš ubavo, da ne čuje tatko i majka, devojka da iskoči na prozor. Tačno je, ali imalo i što su ne banjale. Otidemo, poješ, vikaš, da lamiš, peče duše i on tatko iskoči, ili majka sad zbutal vodu izbanjan. Pa ete, to na neki način pokazuje da kad si išlo po devojku, to je bilo stvarno ljubav. Pa ja mislim da kad otideš po devojku si go sa kraja, je golem ljubav. A i ona, sigurno i ona ti kaže da otideš da mu praviš serenadu. Sam ne možeš da otideš. I koje su ti pjesme pojavile na serenade? Možda ne kažeš ti neku pjesmu? Za serenade mi ima smo jednu našu pjesmu Anđu. Mnogo te dugačak što ne vidim, znaš da sigurno košarku je i on igraje. Znam ga mnogo, da. On go poješe, majka mu se vidiše Anđe. I tu će da upoje, počeše da go poje, on gi poješe prvi. Zato što Tomislav je vikao da pjesma je najbitna, vika, ako dobro go vika, pjesmu ispoješ, srce go pogodi, vika, devojku i završili si go pola i više работу. Pa ja mislim da je tako je bilo. Čim se pjesma završi, ona, ako iskoči majke do neja, maš pod prozor i čao. To je vreme. Ne imalo tako je sad, takve ruke, takve pod ruku vodenje.
тем, давай. Tako je bilo. Сега овој стик ќе го покажу. Овдека пишува Ленче, Раде, Ванчо, ти ќе ни ги кажеш свите овдека луѓе. Ово е од Кочорацин, женска и мушка екипа. На изглед бемо, на кисело доле и тие тамо се недемо и се сликамо. Зборимо за мушко и женско рукометно екипу. На Кочорацин ова е. Се мора да кажеме дека Куманово имало извонредно екипу у рукомет и у мужи и у жени И тој у време. жене. Тој време, да. Кочорацин бил меѓу први и за жена и за муж. И многу се работале педагози у тој време, еве да го спомнимо Славка Симоновиќа Учу, Па Сане Саневски, Стојмир па Саневски. Борче Бизе, да, тој се биле стварно добри. тоа се биле големи легенди. Да. Сега да продолжиме даје со овие слики. Овој игралиште мене ми е многу интересно, ти ќе ни кажеш куде е овој? Ово игралиште у Речица. По кој повод е овој? Молим? По кој повод е овој? Ово е, сега ќе ти кажу, минема сме овдека игралиште и од мало се собеresmo и отие сме у Речицу и сме с речичани фудбал. По автопут сме иште, пешки. Значи нема такси пешки. Пешки по автопут у Речицу и сме се стикале овој у Речицу. Ете што значи мерак и... За фудбал или за овој. фудбал. Од Знаеш да ни мало. кажеш кои се овие луѓе на сликов дека? Па овдето е Чаче, Земко, ја, Јосе, Мичо, Раце. Земко овој што е бокс бие. Земко, не знам куде работеше, али татко му милицаец беше. Добро. Овој Стошич овдека Кумановски праја Не сам ја тој, или не сте видели? не сам. Тој е Небоша Петрович, јас сам на njega Ујко, а он играе за Звезду, Риеку Рад и после би на тренер на Чатово Силекс. Петрович, да, чуo сам. А тој е Новак Ѓокиć, он го доведе како појачање у Силекс од Рада. Центра Фор играше дечко. Што прави сега Петрович, куде? Петрович е од Динамо Панчево. Динамо Панчево, таму се е. Ево дека ЈНА пише овдека. Тоа е у ЈНА сликано, приреду смо да вале, у Домљана, приреду смо да вале, и Джорна од Толизорду ми смушко и женско, Рајчо не бија коreograf. И туди сам Јаколов воѓа, Жике Крстевски, Мирослав Крстевски браќа, и брат ми Стошевски Круме, туди смо тие још, мислам кои. Значи бие си добар играч. Да, да. Сви колоси знае да ги играш. Сви. И ден данас преди знам да ги игра. Еве ти кажам право, ја не мога да го научу. Чачак тешко ми иде, ама Па Чачак Тоа е Чачак е многу лак за играње. не мога да го научу. Исто е тај. Исто, да. Исто е тај. Тоа се се овие слики. Сега малку да прошарамо. Ово е со фудбал. Сега. Ово е исто там да само. Ово е од поново време. Него овие да ги слike малку прокоментирамо. Ово е Тоа што го збори пред малку, Куманово имало женски рукомет фантастична екипа. да. Еве ова е некоја генерација, ти ќе ни кажеш кои се овие рукометарки на слико. Ово е со рукометарки на Кочорацин. Може да ни кажеш кои се овие? Па ту е Нена Плава прва, па Божурка, па Ленче, па Славица, Пенка, Рада, Рада Крстевска, не, а друга, друга Рада. Рада е постара од нас. Па тие су. тие се. Ово е стикано У куде гимназиски двор се. гимназијот позади на игралиште. И била е добра екипа ова. Добра екипа. А Нена е жена на Дъмпл, дастографка е у суд. Добро, ја го повржава, имаше една нена гимнастичарка, ама она е постара, она не е Врање живи. Сега овдека идемо на фудбал.
Не, ово е монопол сте типа у Сараево еститено, туту сте игра бева. Рукомет. Рукомет е вај. Прве, Джимре, па сам ја, па Миле покојни Црнковиќ, Добро. па Прмак Драган, па Иво Поп, па Джина се покојни и он, па Миле Малецак и Драги Црнковиќ. Чекай, Доле. Джимрево ще беше кошаркар после Миле Джимревски. Нема, не е Джимревски тој е. Овој Джимре викаш. Да, тоа е. да. Добро. Ово е слика од Металца. 11 октомври, тренер ни е бија на нас Теля Компир и Атанасос. Мирко Компир, универзален спортиста. Е, тој су трајче овцелевите се. Оние, па ја, па Тачо, па Осим, Шести, па Црвени шести, да. Шести, па доле Даце, па Јосе Јакимовски, па Јосе Мулјач и Митко Војнолица. Сега кој да објасним на работа. Металац е бија расадник на таленти. Сви кои се биле добри играчи од Металца, после су ишле у Куманово. Како е работаја Металац во тоа време? Па имало е добри стручњаци. Прво, ја кога сам отишел, мене ми е прв тренер бија тамо Чавдар. Јас сам отишел у Металца од Куманово од помлада, да деване у Металца. Како позајмени играчи. Не само ја, пуно млади, Јосе Мулјаче, Јосе Јакимовски. Се универзал, мислим, тоа се биле после добри фудбалери. Сви су биле добри фудбалери. Е сега ово е веројатно на градски стадион. Ово е на градски стадион, мене ме нема, али ово е Кумановски клуб, каде доше Петаковиќ. Пред Петаковиќ да дојде. Тој су Старејко, Донев, Ѓоко Цетковски, Ѓорѓиевски Талпа, Светини. Доле Вукелиќ, Вукелиќ. Војчочик, Зекири, Трајче Бошковски и Ремадани. Е сега, оваа генерација е една од најбољи истории на Куманово, што е факт, али ја и тебе ќе те прашам, дали според вас Ваншо Старејко е најбољи играч на Куманово си времења? Ја мислам за у Куманово најбољи играч за сви времења е Ваншо Старејко, тој нема што. Извореден фудбалер е бил. Извореден фудбалер му да и брат му да биде добар, али брат му сасвим друго тактику пати. И тоа е тој. Иначе Ваншо према он не може да издржи, он отиде у Загреб. У Трешњев кој У беше. Трешњев и не може там да издржи 6 месеци, врати се понова. Да. И Ѓоко Цветковски бие интересантен играч. Да, али он како е, он дојде. Он е левак бие, левак. Да, први он доше у Куманово од странци. Ово е помладак. Ово сме сликани у Куманово, а после бемо за клуб финале играмо со Мику Скопје и те помоди 2-1. Тој е Пидо, тој е Джамбас, тој е Зоки, мислим Петаковиќ и Шуте тренери су биле, Томислав Шутевски, покојни Горлиќ, Коле Котевски, Бузе, тие су тој. Како можеш го оцениш ти работу на Петаковиќа дека бие у Куманово? Некои го критикујам, некои го пали. Петаковиќ е доше, ми бемо тој време, Мите ни беше тренер. Бите Анастасовски, покојни, да. Покојни, он и беше тренер. А Санде беше кондициони. И Мите тој не собра сви млади играчи. Мене ме доведева трго од рукомет, а Гуша покојно од Ѓорѓиевски Драги, и njega, па Вишевиќацо, Жец, Томе Барац, тие бемо се млади играчи. После дојде Трајче Бошковски, Пужо, Вц покојни, Трудовак бие тој. Трудовак, Старејко, Денко Зокери, покојни.
Денко не беше туја. Денко Он е бил беше у у Штип. Бргалниц. У Штип, У Штип. да. После он дојде Петаковиќ, он се вратија. И Петаковиќ бие добар стручњак. Се може да го споруваме за некои работи. А те работи се што млад тим, што го зборимо, млад тим што го зборимо, он го исподаде искра, чит, металец. 11 тонри у ствари. Не, дека они викаат дека Петаковиќ не ги даваја доволно шансу на млади играчи. Тоа е. Тоа сакам да кажам, Да. да свира у млади играчи само станава куде Петаковиќа жикеристи, жике тасести и Жике ристи. цепле. Цепле. И Да. овај. И Пужо, ја Билјан. Тие и Старејко. Мислам, Старејко. Али мора ми куманаци се пофалимо дека сме имале изваредни фудбалери кои се прошени с клуб. Куманово може да се пофали с играчи кои се биле кои се постигнувале добри резултати и на некој начин Куманово има богато историја у фудбал, али ради разни околности, ми сега у фудбал Куманово нема преко 20 години, немамо екипа за прва лигу, што мислу дека не е у реду, али да се надамо дека ќе дојде бољи данови за фудбал Куманово. Види, ја може слободно да кажу дека Куманова од увек имало добри голмани и добри фудбалери. Да почнемо Мите Танасовски, добар голман, Трајче Младеновски, добар голман, Шиле, забрави му име како презиме, изведрена голман. Шиле и Трајче после од Металца продева у Куманово да бране. Цветинич е бија добар голман. Цветинич е после доше. После, да. Лазаревиќ добар голман. Гали и он е бија Се добар. добри голмани. Се добри голмани. Играчи извонредни. Да почнемо од, мислам за наши играчи, Кумановци збору. А од страна баш като е. Пужо е бија добар бе. Трајче Бошко, Моце Љутко, Јутко, да, да. Трудовак, Старејко, Војчо, Чик, Да, да. Лале, Илиевски, Ванчо Левка, се били изведрени А претходно па да не збориме за балета, за шутета, тоа се биле постара легенда. генерација, тие што легенда биле. Имamo ми богато историја у фудбал и тој треба да се истакнува увек. Сега идемо со следеќи фотографии. Ово е у Куманово, овде е сликано се не био Војско, Цветинич и Лазареви су били и Билјан. Ми сме биле четворица голмани. И Петаковиќ, знаеш како ни правеше? Петаковиќ, тројца станеме, едно не прати Војско. Да само тројца голмани да бидеме, да не бидеме четворица. Ту е Лазаревиќ, Донев, Ванчо Старејко, Трудовак, Дацо Самар, што го вика са Ѓорѓиевски, Војчо Чик, Моце Љутко, Мими Божиновски, Трајче Бошковски, Ѓоко Цветковски теретуја. Тие су. И Цветин, нормално. Значи, ви мора овие луѓе да ги стално споминjamo затоа што се тоа легенда на Куманово. Да. Ако не ги спомнуваме, ќе се забрави, а они су многу дали за фудбал у Куманово. Па туди да го спомнимо и Страшете Ивановскога. Да. Страш Голем Ивановски, спортски радник. Да, добар тренер е бие. Па исто и у рукомет голем спортски радник е бие Димитар Антевски. Да. Само он е после. После, да. Еве го следеќа фотографија. Па тоа е, ту е Роксандик, па ја, па Беле од Бонич беше туе, па Ѓорко Цветковски, па Донев, па Денко Жуѓ, па Ѓорѓиевски Талпа, па Цветинич, па Ристич, па Јаневски, еден од Скопје, Диме Јаневски, па Старејко, Лазаревиќ. Доле Сетинов, Вукелич, Зекири, Трајче Бошковски, Вукелич, брат на Цветинича Садиков Да. и Калчо Штириев, Жике Тасец и Марковиќ. Добро. Али у свак случај, кажи овие стари кумановци на тренинзи каде Петаковиќ не е имало милост. Морало да се работи
за да екипа биде спремна за свите утакмици. Utakmice. Sad i za to će ti kažem. Na trenira smo, ili много тренира smo, а я не се знаеш. И старейко му вика на майсторе, бе, доста душу ни изведи. А он Петакович му odgovara, dok mali Stošić se ne oznoji, vika, nema prekida. I šakte on je, što ima za vodu. Да, за вода. I tu je i on mi izbanjava. Majstore, mali se oznojio. Откуде е афинитет или љубов ти да видиш голман? Што те привлекла? Ja sam slučajno bi golman. Kad sam počinao za školu da igram, ja sam igrao pikera ili desno krilo. U to vreme branеше Tomislav Argir, Grgavica sva, u tole zorno mis. Živka mi беше profesorka i on stara se s njima. I silom prilikom mene me stavila da branim. I od tada pokaža se na tu utakmicu i igramo go tu utakmicu na toli zorno igralište с Кристијан Карпуш и те помогли. Да. И од тоа стана забрано. Сега, Ово е Словен Градец. Прву годину кога су ме вителе за рукомет, за омладинску реабилитацiju на Македонија забрано. И тамо смо биле у Словен Градец, Македонија, Србија, Словенија, Босна и Херцеговина, Црна Гора. И ми освоимо тамо треќо место. А од голмани смо биле ја, Ванчо и Томовски Томислав. Тие смо биле голмани, а Магдичев Ристо, Ице Николовски, Клинчаров од Велес. Не од Кавадарци. Кавадарци. Баже Болгоевски од Битола, Панде од Охрид и Гайдов од Велес. Па има ли од позади они? Да, има ги сите дека напишано, али тоа се моменти кои не се забравјава, али исто има моменти кои не се забравјат, тоа ќе кажеме покасно дека ти си добија награду спортист на Куманово. Да, тоа е. Еве га тај моментот може сега да го кажеме. Еве ова ќе покаже камера. Тоа примаш признање. Признање диплому. Тоа е 68 годину, 12 децембар. Од кога го примаш овој признање? Од Борче, али не знам како се презивljаш. Од njega. И тоа е било за тебе голема радост. Како не 18 години да ти да бидеш овај прв спортиста од најмлади у Куманова. Нема Куманова. Али еве кажи во вие стари Кумановци. Она еве го диплома. Да, еве го оваа диплома. Али кажи во вие стари Кумановци, вика, кога Томислав ќе застане на гол и кога ќе го спушти ролетно, вика, нема шансе гол да му се даде, вика. И лева рука, и десна рука, и лева нога, и десна нога, брани, вика, чудо. Па, бранија сам стварно. Јас сам биен неутрални голман. На рукомет сам, ќе видиш после стику, че сам на руком параду ти да правиш, да задоволиш публику. Што е многу тешко. Публику. Тоа е, само знаеш која е јаш бранија. Сургунка. На Божиновска, Наташа, е тако е. И она е била... Па таа е таа генерација што го спомнаја Наташа, Верка Богоевска, Оцка, покојна Рада Крстевска, Голубовиќ, Владанка. Владанка, да, Алексовска Дака. Да. Значи, Шврче Благица. Да. Тоа е генерација непрекосновена. Домјаната су, тоа е. Еве го овај ракометарска екипа на Кочо Раци. Да. Еве да ни ги кажеш ти овдека. Прво е, да кажеме од професора Борче Бизе, па сам ја, па е Раде Дедик, па е Сенто, па е Карели, па Војчо, па Жда, па Цркови Драги, Цеце, Јан Павловика му и Драгоња е овој последен овама. Да, Драгоња Голубарцев што. Да.
Ете, ovo je isto slikano u školski U dvor školski kod tamo, gimnazije. da. Ovo ti je 11. oktobri fudbalski klub. Rade Tošić, kapetan беше on, pa ja, pa Čede Visok, kako se prezivаше забравида. Pa Земко Банко što работеше, pa Šesti, pa vojno lice Mitke, pa Trajče Vitez Marovca, pa Mitevla, I mnogo drugi. pa Jose Muljače i Jose Jakimovski. Ali mora da kažemo дека имало е врховски мушки рукометари, еве Чедо Трајановиќ. Od Kumanovci Pa Čedo posle Trajanović. Trajanović je Od bio. Kumanovci, da. Pa после Томе Цано тие постари. Па Tome Cana, Черчил е бија. Čilo, Многу Zajko Tričković. Тричковиќ, да. Evo je isto 11. oktobri. Tu je Јатони bio trener, ja, Bukal, Stanko, Kole Đordan, Mile Šulc, osim vojno lice jedan, Ilčo i Ljoče. Кај ќе го спомнеш Букала, сви га фалиу дека он е бија таленат невиден у Куманово, али за жал не успеа. Така вика голгетер, вика не имало вика. Pa ne li spomnamo malko, on možda te da bude bolje fudbaler od Ти га Старейка. спомна, али еве да го објаснимо. Бие много, ali немаше ред да води сам od sebe, ne vodi red. Пинуеше си го човек, в спорт и пиење и Не иде. Сега овдека некоја башче, друштво, Evo, ovo je posle, ovo je ZIK. Mi bidnamo, mi ti ne bidna trenera, ovo je na pripreme u Palanku. Tu je Stanko, ja, Ivica Blagojević. I od pozadnje, to stoji Stoje, onaj od Nagoričina što beše kuvar u Limarsku. да, тоа. Tijez, tu je. Чуја сам на njega. Da. Tu smo, Ово е позади некоја планина, a ovo u Palanku je baj. да, Mite, Stoje, Kenan, Bukal, ja, Blagojević, Stanko, Ljoče. а убаво. To je u Palanku na pripreme što smo bili. Тоа е веројатно иста слика. Isto su od tamo. Isto su, samo ovo je dole u Motalu. Ovo je fotografije od pripreme u Palanku sa Smiteta od ZIK. Tu je Đoko, Stanko, Tomče, Bukal, ja, Ivica Blagojević, Ljoče, Kenan i Stoje. Еве га Стошиć со стопку. To je prva topka što sam go imaja, dali sam imaja 8 godina. Чека, така топки многу ретко се има. Mnogo retko topke se nađa sve i ja čak od dete sam sa kaja topku i počna da plaču i majka mi kako ovo, kupi mi topku. Зашто кажуваме порано топки се правили од опанци и од свежи. Od sve i od stoku, onoj svaljaš, Да. od prtalji se pravilo. Сега овдека ова е слика гимнастика. Ovo je slika gore u Stokolanu, a skakleni je bio Ацо скаква. sa Aco skakla. To je bilo prva godina, ja sam učio u zemljodelstvu i on me vitna na gimnastiku. Ама ne mogu radi iz drugog. Каков човек е бија скаква? Skakla je bio mnogo dobro, miran čovjek, smejaše se. Faktički, neko i sakasva i da ide u moj etap sa snijega. Али голем радник е бија за Golem гимнастика. radnik i pedagog i sve, nema tu što. Да, имало е Куманов врховски тренери у гимнастику. I u gimnastiku i za fudbal, i za rukomet. Ja ti kažu, za rukomet, kažemo li za Kumanova, za golmani. Rukomet je malo isto izvareni golman. Али со Колони мало и рукомет, играло се надвор, многу утакмици, а исто и били се оние зимски турнири, ти памтиш ги у Соколано. Kako ne, to ne. Тоа е бија празник за град. Еве го ова слика. To je u Toli Zordumis, rukomet smo igrali, pa sam ja valjda pošao napred
и обикновено професор спомена да се врата на Львов. Да. Тоа е тоа. Такъв си бие, кажемо темпераментен си бие. Да. Много не си слушае. Не. Па за тој не сум много и успејае. Ја да ви кажам право и еве у Искру, причуви дека Стошич е бие много ратоборан вика. Кад си работае у Искру. Да. Бунтован си бие, увек си го терае правду. И сакае сам да биде правда. Ја пуно пut да кажемо, јас сум возио автобус, али нема човек на дизелица. Треба му одмор. Ја сум да менјае. Менјае сам го одмор. Викам, види ти, слободно, викам, ја ќе те менја. Е сега, еве го овај 5 ноември 67 Стошич парада невидена. Удомњана. Еве да покажем. Тоа е удомњана. На овој. Тоа е било против Тиквеша. Интервенција. Па ја не знам кој ме истикае, право да ти кажам. Убава слика. После су ми го Ali da дали. spomnjamo i Domjina, tu su odigrali mnogo bitni sportski nastani. Ubavo igralište, imalo je publika. Прво беше шљака, Da, после се poslije асфалтира. Ми треба да испаднеме од лигу, рукомет. А Пелагонија се викаше. tako je. А они играа за прво место с Партизан Ѓевѓелио. Нерешено. Баевски ми шутира пенала, а ја сме за репрезентацијата сме биле сме цимери за омладинска репрезентација на Македонија. И ја да чекаше, он лобуеше на пенал. И ја му искочи понапред и да чека на лоб, фати му го живо. И Партизан Ѓевѓелио уледна од лигата. А ми останаваме у лигу. Убavo vi spomeni, evo дека некој не бива. Ово е исто толе Зордомис. Исто толе Зордомис. Исто толе Зордомис, ја мислам со Скарпуш или не се сеќам која такмица била. Е сега видим кажеш, ovo je dalje Hotel Kristalove. Ово е Хотел Кристал на неку не свадба, не. Хотел Кристал дошли су ми комашинци од Велико Плано и од Лапава. И сум ја водија на Како се комашинци, се с ним контактираш и danas? Да, у Велико Плано и Идеш? Да, идемо си контактираме. Evo da ni kažeš na sliku svire koji sa... Туј сам ја, жена ми, комашинка Лиља, Трајан, Бланица, Диме, кондуктор беше у турист, после беше инспектор, Родна и Мичо. Тие се од Лапова. Hotel Kristal prepoznatljivo mesto, to mnogo zabave, mnogo druženje, убави работи имало у Кристал. Па едино од нас не е могло да се дојде до место кој не отидеш порано или еден кој не улене да фати место. Да. Тоа е било. Таа е слика исто Зик полако што сме биле на припреме. Напред е Љоче, Кенан, Стоје, ја, Станко и Џордан. A, da, čuveni Jordan. Тој сме биле на радна акција. Тоа е Моме, Мира и ја. Мира, Че да ни кажеш за радни акции? Много убави работи се дешавале тамо. Млади люди се сакале да идем на радни акции. Големо задоволство е било и за време на сите тие работи што се биле на радни акции и ден денес ги раскажував генерација и генерација. големо дружарство е било. Ние сме гледале мушко, женско, сви сме делиле кој што сме имале и сви сме сакале да идеме на радна акција. Колку акции имаш ли? Па 3. После зашто не можеше да све да постигне. Тренизи. Куде си бија, Припреме. на кои акции? Бија сам у Кумровец, доле Катланово и у Лесковец. Последња ми е било у Лесковец. Месец дена трае радна акција. Па 25 дена. Толку. Да. Се баја станување у 5 сат, работање. Работање, мијење,
Прво се измиеш, идемо, доручкуемо и после почињаме. Ali Tomislav, ovие денеска генерација да ги кажеш да идем на некоju радну акцiju, да организирamo evo дека нешто, пример некоја работа у околину на Куманово, не збору подалеко, дали овие млади генерација тој ќе прифати, веројатно ќе вика, бабе, тешко е, кој ќе стануе са балја рано, кој ќе работи, некако изгуби се таа традиција на тие радни акции. Прво млади сега што су, радна акција нема да ги прифати. Ја гледам покрај зграда има пуно млади људи, а ќе ги трава до колена ги трава, нема кој ја искочи. И неќе никој да го работи. Неќе никој да чисти. Еве сега овие данови, да кажемо, 3 дана што сме биле под Карантин. карантин. Зграда до мене може да искочи пред зграда, ама трава ќе луда, може да има и змии. Неќе никој да чисти. Вика од 24 сата, јас сам вика 20 у кревет. За И жал што ќе како кој е. што дивно? И тие компјутери и тој све. Нема тоа. Е сега, JNA, чека да ја прашам. JNA е школа за живот за свите кои се биле. У војско си научија многу радни навики. Па, да ти кажу, од тамо си земае правец на живот да се определиш што ќе работиш и како ќе работиш. Тоа е основно правило од војска. Ред, дисциплина и радна навика. Тоа е за мене било. Каде служиете војско? Јас сам како прво бија 3 месеца како шофер у Белу цркву, а после у Беорат. Имаш убави спомени. Спомени од војско, ја кога отидео во војско, одма почна армиско такмичење. А таму ни беше секретар за фудбал, за рукомет, Цветковски од Ниш. И Драги Веровски. И одма ја отиде на припреме. И после од туја, такмичење се држа у Беорат. Армиско такмичење у Беорат. Мене ме прогласила најбољи голман и најбољи стрела за пенали. Ја ли шутираше пенали, пошто нема мрдање, а джипање има. Јас и ова. Али ден денеска, еве, сви овие генерации, добро, јас сам био JNA, да го препознаеш човека, односно кога ќе го препознаваш човека, одмah ќе видиш ако има тој изфарбано JNA. Да. Еве, гледам и ти имаш. И Ти е обележено. тој последен ден. Ете. И тој не се брише, останува се, го спомена. Не, трага. да. И последен ден, ево, Василјовиќ Среќко од Крушевац, Марин, еден од Риеку, да имам успех да се татовирам. И без вес. И си стои тој. Ja, тоа е тоа. Еве, она чувена смотра у JNA, Се тоа е у Белу цркву. да. Тоа е свика од Белу цркву. Овој треба сега млади генерација да учи што е била војска. Нема се војска. Еве га, овој е веројатно чувени кристал. Да, да. Тоа е Христал. Кој се овдека на слику? Туј су на слику ја, девојка една моја, на Љупчо Масику брат, Столе Идеја Боб и жути шофер у водовод беше. Туј сам ја, ја, Балканец и Дидик и Тана. Чека, ти дикуваш што работае Житомил. Житомил. Тие сме туј биле. Он е покојан. Еве, дувачки оркестар, препознатливо нешто у Куманово. Ево, во е, ја кога сам се женија, мислам, ја воду коло, а свиреле су ми Бакија Бакич на мене на свадба. Морате прашам, еве, Бакија Бакич е бие присутен на сви свадби у У Куманово. Куманово. Значи, свадба, вика, у тој време без дувачки оркестар Не не е свадба. постоеше, не е свадба, да. Што ќе ни кажеш ти, еве, за тие дувачки оркестри кога си били у Куманово? Па ја прво ти кажу, и сина сам женија, и ќерка су додуваја, јас сам имаја само дувачки оркестар. А Бакија Бакич е покојна, али затоа син му ја доаѓае.
Баки е пак легенда, не? Легенда кој нема премца за легенда. И син му добро свири селе. И оно е чувено Чувено оркестар. Изгубено јагње. Да, постои си Бакија Бакиć и далje. То smo ja, žena i sin. 2 godine ili 3 je sin imalo. To je još svadbu, da. Ja, mlado ženi i žena mi, brat mi, kume, tu je na sestru mi i kum i kuma. Кој ти е кум? Milutko Pokojan. A sinovi su mu Dragan Dace i Goran umre. Sa mlad umre Goran. A Dace работеше u Cargo. Водеше brzo poštu. А старејко? Старејко ми е jedan brat. Добро. Od tetku brat je. Значи, имаш много фотографije, Ima ali prsi pljeva. имаш и много слики од незаборавни дружења. Еве една од тие. Ova je slika od doček na Novu godinu, celo društvo koje s devojke, koje sa žene. To Ме се чекала Нова година највише, и у Соколану, и у Играки, и дома, и свугде. Pa mi smo društvo bili, čekali smo najviše u Kristal ili doma. Pošto kude mene bil uvek slobodno i kude voću. On je sam bio sa majkom i ne smo imali problema. Чуo сам дека знаеш многу добро уво да поеш. Pa ja baš moro ne znam da u voda pa, ali pojel. Која ти е најмилена песма? Sada za sada Milka Dušo, Најмилена песма. najavno. I Cveta da ti čuva deca. Ovo je u Kristal, Zvonko Golman, sudija, Jocevski sa ženom mu, ja sa ženu i Stole Boba Stefanović. Petkosti sa Slavicu, ona работеше u Pionirski. Slavica, ja mislim, знаеш го. Да. Ево исто една убава слика од дружење. Ovo je isto za Novu godinu ili je slava negde, pošto smo viš malo ostalše negde na slava, ili smo se onako sobrali u kup. Ja, Brane Krstevski, Nikolina u istu što работеше, žena na njega, Vojče Naskovski i Mardica. Али кога збориме за свадба, тега свадба без 400 госта не е могла да се замисли у Куманово. Pa, 2 sale puni Da. u Kristal, 2 sale puni u Kristal. Еве го дека В Стошиć то време се витало и комшија и подалеку. И пријатели, И све. пријатели. Ова е слика горе, покажете што смо били у Паланку на припреме. Да. Па сам се сам сликаја. овдека направена мала Ајфелова кула. Туј смо сликани у Кране. На одмор бемо, у камп Приколица преко Читки и тамо смо сликани. Ето убава слика, Ја, убава. жена и син. Убаво успомена. Ово е друштво на Суто море. Тамо смо се сликале, мушки, женски, сви отидемо со 3 авта. И тој Кој се фичо, кој се... Па фичо, 2 фичи се отидемо и едно отиде, беше овој Ами-8. Ами, осам, да. Така и мало Кристач, Фичо, Пезеас. Да. Што е еден, тие су биле. Да. Тој на Расположен. Да, расположен, негде на свадбу е било, а може и на свадбу е било. Винце, ракија. Пошто се има читка, значи на свадбу е. И ова е доста вако интересантна слика. Ова е на Украни снимана, биле смо на припреме. Па водимо се и женеме, ја Благе Топлак е туја. Да. Топлак е. Чувени топлак. Да, Благе Топлак. Кажи ми, кој ти проваѓа пензионерски данови? Па право да Кој ти е кажам, дан испунет? Дрн, ја имам, син ми има викинцу де на Митен Мас. И пуно пат отиду тамо. Тамо чувamo 6 планинца Значи имаш голему љубов према према животиње. животиње, добро. Шерпове, кокошки, голуби. И тамо отиду, тело е. Дома, последња среда пред овој да биде, ностоп со пензионери, Грацију, Врање, Лесковаc на Стари Јари. Обавезно сам, више не сам
дома никако. Да. Преко ден искочу чаршите, до Лимиеру испiju кафе, виду се с пријатели, с другари, тоа е тоа. Па да, мора да одржиш контакт се, пошто имаш многу пријатели и од спорт и од работа, Да. и треба тие контакти да се чува. Па и знаеме се, у град се знаеме, познаваме се сви, тоа е тоа. Ева ова е убава слика од една од многобројни агрономски забави у Куманово. Да. Кој се овдека на слика? Туј сам ја, жена, Лиле у пензионот што работи доле, Пидо, снашка ми, брат ми Круме. Молим те овдека да ни го објасниш овој позив твој. Џоше свири, а Стошич Да ти кажа поштено, јас сум многу музикален. И чека да прашам, давај ли си многу пари на музика? како не? Целу плату. Па цело не, али ова еве сега на забавите ќе отидем у Врање, обавезно на свирачи, у град си обавезно. Мерак. Мерак на си е Џају, тоа, горе Џаја си обавезно. Ама они ме више и научива, знаеме кој ми песпет. Или сакаме ми или поеводно. Да. Чека уште едно слику да покажемо, да потврдимо дека Стошич е бие најдоминантен на сви забави. Еве. Не сум седнувае, Како ќе поше све на ноги. каде нове. Еве. Али Да, да. музика го помладува човека. Па мора да го привршиме овој наш разговор. Ти си само уште овие да ги покажемо слики. Ти си човек кој си проша све у живот. Еве оваа слика у Соколански да го прикажемо. Прво место. Тоа е прво место што освоимо, првомајски турнир. У фудбал. Фудбал, мал фудбал, чик. Да. Tu ja sam, Slave Kosovski, ja, Ivica Blagojević, Zoran Đinka, Joca Kiprijanovski, Drobac Mome, Ljubeša Nikolić, Mošoj, Rusi, Krčka. Ето, тоа е тој. Еве го овој надпис Томислав Стошич, Олимпијска надеж. Ти си бил Олимпијска надеж. Pa to je bilo kad ideš, ja sam branio za reprezentaciju na Makedoniji 5 godina i 1 godinu za Jugoslaviju. Ne sam bio prv golman za Jugoslaviju, ali sam bio u ekipu. Tamo je branio Dizdar od Sarajeva. Čuveni. Bio je izvanredan golman. A zborima. Па е тоа време да го спомнеме Абазар Салнагиć. Da, njima pa Duda Živković. Тута е Живковиќ, да. Se vide, pa Bašić, posle Mirko Bašić, da. Se vide izvanredni golman. Врхунски голмани. Da. Ovo je isto, taj slika. Да, ето, тој е спортиста што го кажамо. Da. Овој се драги успомени кои не се Pa забравија. ja, što ne se zabravi, što čuvaš. Znaš, puno put kad ti dode unuci, pogledao, dedo daj da vidimo što, pa albumi gdje zeme, pa vrti, gledao. I dedo, ba zar ti, to si bije, pa bije. Сега за крај на овој наш разговор, уобичаено е да дадеме една поруку за овие млади генерации. Наши млади генерации денеска су преокупирани с компјутери, лаптопови, слабо се дружи, физички су доста неактивни. Еве ти како дугогодишен спортиста, како човек кој е прошao многу на спортски терени, едну поруку за млади генерации. Pa za mladi generacije kažu, kompjuter da ga ostavi, može se ide i rukomet, i košarka, i odbojka. Sad imamo bazen u Kumanovo i plivanje može da bude, zašto ne i fudbal. Ima škole u Kumanovo, bar ako ne jedno 3-4 škole ima za fudbal. Tu da se prodaje, ne se znaje pred kompjuter jedno drugo. I pogledamo, aktivnost treba da ima, da se dviže. Kad sedne na stolči sa kompjuter, faktički ne može da se dviže. Тошич, фала ти пуно и да се надам дека се видиме друго прилику и посекувате успешни пензионерски денови. Повише шете, дружи се и тоа е тоа. Hvala lepo, da ste živi i zdravi, da se vidimo za dobro. Почитувани гледачи, ете толку од ресторан Ексклузив, емисија за Куманово. Фала ви и видимо се друго прилику.